Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Како што најавивме во дневникот, наша гостинка денеска е обвинителката Вилма Русковска. Обвинителке Русковска, добар ден и благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден на вашите гледачи и на вас и благодарам за поканата. Така, фала. Обвинителке Русковска, еве ќе почнеме со она што е денеска. Амбасадорот Гир, амбасадорот на Европската Унија, овде вели се разочарувачко нивото на имплементација на насоките во делот на борбата со организираниот криминал и корупцијата што ги поставила Европската Унија и дека земјата не враќала онолку колку што тие вложувале за справување со ова и за поставување на владење на правната држава. Што значи еден ваков вокабулар која ќе дојде од висок дипломат на Европската Унија? Па поразувачки е, во секој случај, за целата држава, но ова се очекуваше после извештајот исто на State Department-от, каде што исто беше нотиран висок степен на корупција, поготоа на висока корупција. Така да лично за мене овој извештај не е изненадување. Но сега од обвинителска страна да кажам некои може би така олеснителни околности. Од 16 август кога мене ме суспендира, па до 14 ноември немаше ни шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Беше објавено дека имаат отворено предмет сега за коридорот 8. Верувам дека има и некои други предмети отворени, па сега да им дадеме шанси да почекаме да видиме како ќе се справат во борбата со корупцијата. Така, ова ве прашав и повеќе како човек кој што долги години наназад, децении сте биле обвинител и како е вака која ќе се добие една ваква квалификација, дека е разочарувачко нивото? Разочарувачко и, како што кажав, поразувачки е за целата држава и за целокупниот правосуден систем, не само за обвинителството, и за судот. И за сите оние институции во чија надлежност е борбата со корупцијата. Еве така и Славица Грковска, вице-премиерката за добро владење, денеска вели таа била строга, ама институциите требало да се поодговорни во овој план. Дали секогаш само институциите, дали секогаш само законите или нивната неимплементација и нивното неспроведување, чувањето во фиока предмети долги години, застарување на предмети во судовите и тоа. Јас во повеќе наврати имам кажано дека ние во суштина имаме добри закони. Сега проблемот е како истите ги спроведуваме. Јас не можам да кажам за никого дали чувал предмети во фиока или не. Јас знам дека не сум го правела тоа. Сега навистина не како обвинител, туку како граѓанин, ова застарување на предметите и мене не ми беше правока. И во разговор со граѓани, сите се разочарани од тоа. Јавноста овие високо профилирани поранешни функционери кога застаруваат предметите, некако велат што е сега ова, збунети се буквално граѓаните, на што се должи тоа? Па повеќето поврзуваа со тие 8 пратеници што беа нели од ВМРО ДПМН за гласање на уставните измени поврзано со Преспанскиот договор. Дали вие имате такви сознанија евентуално? Не, немам такви сознанија. На што се должи тоа застарување, навистина не знам. Така. Обвинителке Русковска, ова е ваше прво појавување во телевизија 24, меѓутоа второ телевизиско откако дисциплинската комисија донесе предлог одлука за ваше суспендирање. Дали ја добивте одлуката во писмена форма? Не, за предлог за моје разрешување. За разрешување, пардон, така. До Советот на јавни обвинители. Дали ја добивте во писмена форма одлуката, што натаму ќе го отвори патот за да можете и вие да ја обжалите ако сте одлучиле за тоа? Не, се уште ја немам добијано. Дали ќе обжалите? Да, сигурно.
ако сепак одлучи Советот на јавни обвинители да ве разреши, кој ќе биде вашиот понатамошен чекор? Па да видиме што ќе се случи. Да оставиме чекор по чекор. Па, ако сепак донесе одлука Советот, тогаш ќе размислам што понатаму. Се уште немате утврдена одлука, бидејќи тогаш во вашата првична реакција, откако нели ова дисциплинска комисија излезе со таков предлог за ваше разрешување, и тогаш кажавте дека ќе размислите што ќе правите, бидејќи се повеќе сте убедени дека и вашата суспензија оди во правец да бидете разрешени. Врз основа на што го темелите тоа? Па, мислам дека неправедно бев суспендирана и кога беше дисциплинската комисија го предложив професорот Калајџиев, кој мислам дека беше председател на комисијата која се изготвуваше законот за кривична постапка, да посведочи во насока дали сум го прекршила законот за кривична постапка или не. Од страна на комисијата не беше прифатен. Со какво образложение не беше прифатен? Дека не им треба толкување на законот. Јас и на комисијата им реков, ние тука не треба да пишуваме коментар на законот за кривична постапка, туку професорот да каже дали сум сторила повреда на закон или не сум сторила повреда, и пак остана на тој, мада повеќе пати нагласив дека не треба толкување, они останаа на тоа дека толкување на законот, не го прифатија него, како докази во записникот се само представките од господинот Арафат Муареми. Ништо друго, бидејќи нели образложението беше дека сте направиле крупна професионална грешка и прекршување на законот за кривична постапка. Така беше дел од образложението, така. Некој е стручен да каже дали сум направила, дали сум го прекршила законот, тој е професорот Калајџиев, а он не беше прифатен како сведок. И сега јас навистина се прашувам од кои причини не беше прифатен како сведок. Значи, тоа е една од причините што вас ве наведува да размислите дека вие сте биле суспендирана, односно да цените за да бидете и разрешени од други ден. Инаку имаше јавен настап, телевизиско интервју, јавниот обвинител господинот Јовевски, тој исто кажа дека не сметал за потребно, дека треба да биде консултиран професорот Калајџиев. Еве во овој дел. Јас го гледав интервјуто на републичкиот обвинител и он не беше член на комисијата. Така, нова дисциплинска комисија, така? Да, не беше член на дисциплинската комисија. И според тоа што го кажа, со право сметам дека му се јавиле да го прашаат. Мислам, од неговото интервју тоа произлегува што сепак не е во ред, ако било така, ама според тоа што го кажа, комисијата треба сама да одлучи дали некој да го прифати како сведок или не, поготоа што во законот за јавно обвинителство, кај што се во главата за дисциплинска одговорност, пишува дека против тој што се води дисциплинска постапка има право да предлага своји докази, сведоци и така. Исто како она што го кажа пред да преминам на извинувањата што од вас ги побара Рашковски и Арафат Муареми, и пред да напоменам на што се должат овие нивни барања, само ќе ве прашам, бидејќи рековте сте го изгледали интервјуто на господинот Јовевски, како ви прозвуче ова негова теза дека во иднина обвинителството за борба со организираниот криминал и корупција нема да биде такво обвинителство да се поврзува со одредени личности?
Кога почна судењето за 27 април, првиот предмет, една политичка партија почна кацарска судство. После месец или два, кацарска судство, русковско обвинителство. Сега да се вратам на прашањето. Јас не знам дали него му пречи или не, ама мене цело време ми пречеше. Затоа што сметам дека е недозволиво било суд, било обвинителство да се врзуваат за определена личност. И сметам дека не е во ред тоа. Значи тука сте на исто со обвинителот? Да, апсолутно се служувам. Обвинителка Русковска, во првото телевизиско појавување ваше после ова одлука на дисциплинската комисија наведовте дека сте се соочиле и дека ова случајов со Арафат Муареми, со поранешниот директор на финансовата полиција бил тригер за случајот со Рашковски. Кажавте дека сте добиле закани уцени од типот на тоа, сигурно дека биле тие како што представивте во некаква целофанска фолија, да бидете назначени за заменик јавен републички обвинител, па вашиот внукот, сестра, се извинувам што го споменувам, меѓутоа тоа е дел од вашите искази во тоа интервју, да му биде да биде преместен од Куманово во Скопје во вишото јавно обвинителство. Вие не сте прифатиле, па потоа стигна барања за извинување од Рашковски и од Арафат Муареми. Рашковски дури побара да сте ги кажеле тие луѓе пред кои што ви биле нудени и кои биле луѓето што ви биле нудени, што ви понудиле некои такви можности, нели? И вие, она што е за мене симптоматично, предпоставувам и за поголем дел од јавноста, вие рековте дека не сакате да ги кажете тие луѓе, но не дека немате сведоци во дадениот момент кога ви биле нудени тие работи. До кога ќе обстоите на таа одлука да не ги кажувате? Се уште не би ги споменала. Во опомената предподнесување на тужба што ја добив од господинот Рашковски, тоа нигде не го пишува да се извинам за се она што сум кажала на тоа интервју. Сега, ако секој треба да каже во опомената дека зашто треба конкретно да се извинам. Во опомената нигде не стои, што значи дека он бара бланко извинување од мене за се она што сум изнала во тоа интервју. За разлика од него, после опомената што ја добив од господинот Арафат Муареми, значи ги добивте двете опомени за тужби, пред тужби, како се... Да, прво ја добив од господинот Рашковски, после 2 дена од господинот Муареми. Таму точно се наведени 3 работи, и сега што ми падна мене најчудно, значи едно од работите беше да се извинам затоа што сум навела дека му се јавил на јавниот обвинител на Република... Дека сте кажале дека прво се обратил до Републичкото јавно обвинителство, да. Он очигледно не ја гледал емисијата, затоа што јас во самата емисија, од кога го кажав, тоа се извинив и реков, ако не е точно, ова ми е покажување од истражителите. Јас викам, еве, веднаш се извинувам, што значи не може да бара извинување за нешто за што веќе сум се извинила. Потоа сватив дека воопшто не ја гледал емисијата, дека сум кажала дека телефоните ги изгубила, во записникот за претрес пишувало дека не се пронајдени. Исто тоа истражителите ми го кажаа на телефон, што им кажал он, зашто не се кај него телефоните. И дека предметите што сме ги барале биле доставени уште додека он беше ВД директор, што не е точно. Значи, навистина доставија помалку од 30 предмети, додека тој беше директор, ама ниеден од тие ние што ги баравме. А тие што ги баравме, си има приемни печати на пропратните писма, тие се доставени многу покасно, мислам, подолго време од кога он не беше директор, што за кое нешто апсолутно имам докази. Мислам, можам да ги обезбедам од обвинителството кога се доставени.
Така, пред да најавам пауза за реклами, само уште ќе замолам за еден блиц одговор, значи не планирате да се извините ниту на Рашковски, ниту на Муареми, затоа што... Сметам дека немам зошто. Добро, јас ќе дадам сега пауза за реклами, па продолжуваме. Почитувани, продолжуваме со денешното издание на Аргумент Плюс. Како што веќе знаете, наш гостин е обвинителката Вилма Русковска. Госпоѓо Русковска, кога ви биле нудени тие работи, предпоставувам дека Рашковски не бил дел меѓу тие луѓе кои што дошли и ви го понудиле тоа. Дали тоа беа политичари, функционери, други јавни личности што немаат врска со политиката, бидејќи ве велите уште не сакате да ги обелоденувате, меѓутоа вие не сте биле сама во моментот, бидејќи се повикувате на сведоци. Па не би сакала, сигурно не беше господинот Рашковски, тука нема дискусија. Не би сакала, мислам, дури ни профилот да го кажам, затоа што во секој случај би се насетило кои биле, да. Ако дојде во ситуација да треба да ги кажете, би ги кажеле, би ги откриле? Па мислам дека нема да дојде во ситуација да ги кажам, ама ако дојде, да, веројатно. Добро. Обвинителке, едно од забелешките што ги изнесе републичкиот јавен обвинител околу овој случај со Арафат Муареми, со финансовата полиција, за која што вие сметате дека е тригер за случајот со Рашковски, дека ве чекале со спортски жаргон, како што се изразите, да ви дадат пенал после 2 години. Вели дека она што му попречило на јавниот обвинител е дека, на републичкиот јавен обвинител, е дека долго време сте ги чувале тие анонимни дојави во ФИОКа за финансовата полиција, дека кога дошло ред да почнат истражните действија, вие сте си заминале на одмор. Така ли сте ги гочеле тие моменти за да бидете настрана од тој дел на истрагата кога почнала? Апсолутно не беа чувани долго време во ФИОКа. Знам дека беа доставени во мај месец. Од мај до јули се 2 месеци, така да не може да се каже дека долго време се чувале во ФИОКа. И јас и во изјаснувањето по покренување на дисциплинска постапка напишав дека го направивме тоа кога требаше да започнам со користење на годишен одмор, затоа што имавме сознание дека дел од предметите веќе се уништуваат. Такви сознанија имавме, што не значи дека е точно. За кои предмети дека се уништуваат? За тие што ни беа од интерес. Така. Да, и еве сега пак ќе се извинам. А поврзани со работењето на финансовата полиција? Да, пак ќе се извинам веднаш, што не значи дека е точно. Такви сознанија имавме и за тоа се направи тоа така, а не јас на 15 август се вратив од одмор, ќе го направив тогаш немаше и само тоа беше причината. А пак сакам да кажам, 2 месеци апсолутно не е толку период да се чува нешто во ФИОК. Дел од забелешките на јавниот обвинител, сега многу се повикувам на тоа негово интервју, но некако беше како одговор на сето ова што се случи со вас, е и дека некако со вашите барања за претрес, нели, за дозвола за одлука за претрес од страна на судот, што вас нели ви ги одврзува рацете за да се врши претресот во финансовата политика, некако како како криво да сте го навеле судот со оние елементи што сте им ги дале, што сте им ги предочиле, меѓутоа еве судот досега ја нема оспорено таа одлука дека биле криво наведени за една таква дозвола за претрес. Да, ова наредба за претрес се уште е во сила. Така да доколку судијата сметал дека прво да треба дополнителни докази или нешто друго дополнително да обезбедиме, тоа ќе го побарал од нас. Само сакам и на јавноста да и појаснам
дека кога се во прашање предистраги и нема многу докази. На ист принцип работи и МВР, кога бара наредби за претрес од судот, бидејќи они имаат право да директно да побараат наредби за претрес, исто така и финансовата полиција има право да побара да поднесе барање за издавање наредба за претрес. Со кои докази они тогаш настапуваат и со колку докази? Мора да се разграничи кога се почнува предистрага и понатаму. Така да, и пак ќе повторам, доколку судијата сметал дека треба нешто дополнително, он ќе го побарал тоа од нас. И еве, бидејќи судскиот совет врши контрола врз работата на судиите, нека извршат контрола, кога се барале наредби за претрес од страна на полиција, на МВР или од страна на финансова полиција, колку докази при тоа се доставени од истите. Вие рековте дека овој случај, вашиот случај ќе влезе во аналите на македонското обвинителство, судство, како да кажам, во делот на правораздавањето, врз основа на судска наредба за претрес да биде постапено вака кон јавен обвинител. Да, и уште стојам позади тоа. Дека е ова преседан. Да. Оно што се забележува е дека сте немале конкретно нешто што сте барале, туку сте барале некои дела и документи назад 4-5 години. И тоа било она што 4 од 2018 и ги баравме анонимните кривични пријави, што биле доставувани до финансовата полиција. Ние не можевме сега по број да ги бараме, бидејќи не знаевме, и баравме исто така со пропратна наредба од нас да во кој уписник, на кој начин, кој ги заведува, кои броеви се. Имаше наредба од суд, имаше наредба од обвинителството до финансовата полиција, за да постапката биде појаснета како се постапува во случај на анонимни кривични пријави. Најдоа нешто истражителите околу тоа или не успеавте да завршите со тој дел на претраги? Па не знам, јас значи на 15 август се вратив од одмор, на 16 бев суспендирана. Така да, и не сакам да прашувам затоа што не сакам никој од колегите да ги доведам во некоја непријатна ситуација. Им беше извршен и претрес, мислам, и во вашите простори, во обвинителството за организиран криминал. Рековте дека она што недостасува покрај предметите е нешто за проневера на ЕУ фондовите, но дека потоа повторно сте ги добиле. За кој случај, за кој предмет? Не можам, затоа што се работи за предистрага, навистина не можам да откриам за кој случај, за каков случај се работи. Но копии ви се пратени или ви се препратени тие предмети? Обвинителке, околу овој дел, што доведе до оваа ситуација, на вашата суспензија и еве сега со оваа предлог одлука за тотално, како да кажам, разрешување. Го споменувате и случајот со Беса Транс со автобусот, мислам го споменавте во вашето претходно телевизиско појавување во друга телевизија, и околу станицата за технички преглед Вија Комерц. Станува збор, обвинителот Републички Јовески рече дека станува збор за сообраќајно решение, не дека нешто е некаков документ кој што значи или важи или има улога за техничката состојба на автобусот, кој што за жал се во право е. Тука и добро е да им разјасниме на сакаме ви тоа да го разјасниме гледачите, односно на јавноста, дека ние со тој предмет не тврдиме дека автобусот бил технички неисправен. Дали бил технички исправен или неисправен и што е причината за незгодата, во основното обвинителство за Скопје се води
постапка има оформено предмет. И не е само сега колку што се сеќавам, не е само сообраќајното решение, така, да. Во решението кое било изготвено од управните служби на МВР, мислам дека се наведени, сега не можам точно да се сетам на вистина, и други недостатоци, дали недобра кадровска екипираност, нешто плюс беше освен сообраќајното решение. Но тоа не говори нели за техничката подготвеност и кондиција на автобусот. Не говори за да. Вие го споревте времето нели законски утврдениот рок во кој што тоа решение треба да е подпишано. Да се подпише или да се врати на дополнителни проверки. Так, бидејќи тоа решение било подпишано од страна на министерот 3 дена после сообраќајната несреќа, што вас ви упатува на што? Па тоа е негде во јули месец му е доставено на министерот. И он ниту го вратил, ниту го подпишал, а законскиот рок е 15 дена. И дури негде, мислам, 23 ноември дека беше незгодата, на 26 ноември е подпишано решението. Да. Некои обвинителки ова ваша состојба ја поврзуваат и со тоа, вика дали во оваа ситуација Русковска се најде поради спогодбите со Камчев и со Мијалков. На јавноста да и појасниме, кога без разлика за кои обвинети се работи, кога обвинетиот преку бранителот ќе поднесат иницијатива за спогодба, нормално, тогаш додека бев шеф, обвинителите доаѓа, реферира и од прилика се договаравме за казна и за така. Но, барање за согласност се праќа до Републичкото обвинителство. И барањата согласност и за Камчев, и за Мијалков, беа пратени до Републичкото обвинителство и Републичкиот обвинител согласноста има подпишано. Спогодбите после ги подпиша колешката што постапуваше по предметот. И таја беше и во суд. Така да, јас од тие спогодби, освен што ние вака усмено се договаравме, навистина ништо немам подпишано јас тука. Во барањето согласност, да, испратено до јавниот обвинител, е подпишана таја и сум подпишана јас, но согласноста ја подпиша Републичкиот обвинител, а после спогодбите колешката. Обвинителке речиси сме на крајот на емисијата, уште еднаш да имате тужбени барања и од Рашковски и од Арафат Муареми, рековте дека немате намера да се извинувате и по цена да стигне до тужба работата? Да, затоа што мислам дека нити изнесов било каква клевета, нити никого навредив. Од вашите предмети што ги процесуиравте или беа во предистрага, лично за кој ќе ви биде жал ако не наидат на такво процесуирање или со динамика на процесуирање каква што вие сте предпоставиле дека треба да се движи еден предмет и еден случај за да има завршница и за да не добиваме вакви оценки како што добиваме, разочарувачки, директни, јасни, многу отворени од страна на меѓународната заедница. По последната година, оствари последните 2 години, јас веќе не работев на нови предмети, односно работев само во предистрага. Во предистрага постапував и со предметот за господинот Рашковски. Тогаш сослушував сведоци, собиравме документација и така. А после, кога веќе добивме основано сомнение, че предметот се распореди кај колешка и она си ја почна истрагата и си го водеше предметот и сега на судење нормално.
Исто така во предистрага ми беа овие двата предмети за кои веќе говоревме. Имав нешто во план да почнам некоја предистрага после годишниот одмор, но не дојде до тоа. Може да кажете барем за кои предмети Не, или зашто не би излегувале да, сега. Да. Добро, може би во некоја наредна прилика. Јас благодарам еве што споделивте со дел од јавноста некои ваши тези и размислувања зошто сте во оваа ситуација во која што сте. Ке сигурно јавноста и ние медиумите ке следиме натаму што се случува. Јас ви благодарам за ова гостување во Аргумент Плюс. Благодарам на поканата уште еднаш. И благодарност до гледачите што не следеа и ова издание на емисијата. Довидување.